Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 141-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една уникатна ТВ серија која уште пред да падне првата клапа се знаеше дека ќе подигне контроверза со самата проблематика која одлучува да ја тематизира, но нејзиниот контрааргумент е прекрасниот начин на кој е кадрирана и реализирана, која во неелоквентно можно светло го прикажува турбулентниот живот на италијанскиот сталион, односно Italian Stallion, односно најзначајната европска машка порно звезда, од начинот на кој го открива сексот на мали години до неговото инволвирање во европската и пред американската порно индустрија и изнаоѓање на неговиот штих, односно пробудувањето на сексуалниот звер, кој умеел да биде одраз на насилен секс, нужен за да предизвика некаква си емоционална реакција од колешките со кои што снимал. Барем таков е приказот во самата серија. Станува збор за животот и делото на порно легендата Роко Зифреди, кој е портретиран во ТВ серијата Супер Секс, која што е работена за стримерот Netflix. А на почетокот на оваа емисија ги слушнавме композициите Шизофрендија и CMTL, односно две композиции кои се наоѓаат на албумот на бендот Waste a Saint, односно албумот Ravenous. Станува збор за бенд кој што музицира во Норвешка, односно во Тронхајм, кој, како што можете да забележите, имаат алтернативен призвук, секако стонер рок е основата, со силен фаз со кој што се издвојуваат, меѓутоа имаат разигран ритам и пред се подсетуваат и на пустинската сцена, односно на Queens of the Stone Age, со еден моќен женски вокал. Од овој албум ќе имаме можност да прослушаме и Sorespot и Femme Fatale ги издвоив, кои исто така на соодветен начин го представуваат квалитетот кој го поседува ова студиско издание, така што уживајте и во преостанатите композиции од новиот албум на Waste a Saint. А доколку сакате да знаете како Роко станува еден од најпосакуваните мажи во порно индустријата, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие притоа меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Љелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Супер Секс е биографска мелодрама, односно биопик, создадена од страна на Франческа Маниери. Неја знаете како сценаристката на Sport Virgin, на Italian Race, на The First King, потоа таа е авторката и на We Are Who We Are, и секако на одличниот филм Rose Island, како и Лајми Сита и Ана, односно ТВ серијата, и моментално работи на Separate Rooms, што представува романсата на Лука Гваданињо, кој ќе треба да ја сними со Леа Сейду во главната улога, а Супер Секс е работена за стримерот Netflix. Сега потоците кои ги имаме за Netflix од првиот квартал од 2024 година во стриминг војните, знаеме дека се предводници со 270 милиони претплатници широм светот. За нив се последните податоци кои ги објави Amazon Prime од 200 милиони, кои не сме ги добиле од оваа година, но недостижен ќе остане секако над нив Netflix, од проста причина што навремено ја развија потребата за проширување не само на американско тло, туку и станаа достапни низ цел свет, за разлика од компаниите како Amazon кои губат потенцијални корисници со тоа што не се достапни кај нас, на пример, подценувајќи го светскиот пазар, неважно, тоа е нивна загуба, а Netflix во периодот од мај и јуни ги објавија Postcards, Bodkin, Tires, How to Ruin Love, Gig Girl, Garuden, односно The Way of the Lone Wolf, Nightmares and Dreamscapes, кое што треба да се појави на Јоко Анвар антолошката хорор серија, Hierarchy корејската ТВ серија, потоа шпанската Raising Voices, тајландската Dr. Climax, Thank You Next од Турција, документарните Ashley Madison Sex License Scandal, потоа Toughest Forces on Earth, Dancing for the Devil, The 7 Million TikTok Cult и Hitler and the Nazis, односно Evil on Trial. Од овие
само Јоко Анвар Боткин и Ешли Медисон мисле на репертоар за гледање, што значи дека понудата ќе биде квантитативно преплавена со ТВ серии кои не го привлекуваат искрено да бидам моето внимание и поучен од минатото залудно сум трошал време гледајќи се што нудат и не би престигнал тоа да го направам, па затоа тестирајте ја серијата со по 1, 2, 3 епизоди и ако не го задржи вашето внимание, нема потреба да прошите повеќе часови од вашето слободно време за да ги гледате. Тоа е барем мојата практика. Netflix има изобилие на шаренолика понуда, но грото се медиокритетни дела од неанглиско говорно подрачје кои не исполнуваат светски стандарди. Исклучок од ова правило се разбира дека е супер секс и дел од корејските серии, ама тоа се исклучоци кои го потврдуваат всушност правилото. Индиските, турските, шпанските серии се токму тоа, сапуници со поголема продукцијска вредност и со истите мани кои што доаѓаат на терен и се потврдуваат. Популарни ќе бидат летово со новите сезони на Бриджертон и Емили ин Парис, но и со новите ТВ серии Auteur, односно The Journey, комедијата Nobody Wants This, анимацијата Exploding Kittens, аниме Terminator Zero, Rising Impact, корејската политичка драма The Whirlwind, шпанската крими Gangs of Galicia, тајландската Masters of the House, документарната America's Sweetheart, Dallas Cowboys Cheerleaders, потоа Colts и Colts, Sprint, La Liga и All Access. И ова мислам дека ќе бидат сите серии кои сега за сега барем се најавени за престојниот период. Повторно ништо привлечено на прва топка, но ќе видиме можеби нешто уште се крие кое се уште не го знаеме. Супер секс број 7 епизоди со време трајање од околу 45 до 55 минути, што значи дека за да изгледате во целост ќе бидат потребни скоро 6 часа и со оглед на тоа што беше објавена комплетно на 6 март, ако не се лажам, моја препорака е како и секогаш да си ја преполовите и да изгледате во 2 седнувања или легнување од по 3 сати за да попримите здрава доза на еротика во вашиот живот. Серијата се базира на животот на најславниот италијански порноактер Роко Зифреди, Italian Stallion, како што е попознат во индустријата, односно биографска серија за неговото детство во малото италијанско градче, идолизирање на неговиот брат, повозрастниот брат и смртта на другиот кој што го води во откривање на порнографското списание и пробудување на неговите хормони. Потоа нераскинливата токсична поврзаност конкретно со неговиот брат Томасо, како и непреволото од смртта на неговата мајка се главни фактори во развојот на овој лик. Откриен е од порно продуцентите на среде секс клубовите, каде биле фасцинирани од неговата зверска сексуална нарав, која разни режисери ќе се обидат да ја уловат на камера, станувајќи најпрвен порно звезда во Европа преку продукцијата Evil Angel и режисерот Џон Стаглијано. Секако дека прикажан е и неговиот бранови љубовен живот, надвор од зад објективот, од неговата прва симпатија кон девојката на неговиот брат до повремените заљубувања со девојки во и вон индустријата, борејќи се со сексуалната завист, во период во кој експериментира и со машки и со женски партнери за неколку пати да го најави своето пензионирање од индустријата, дали во 2004 со повратништва и повторно откажување од 2015 пред да се заљуби во унгарската порно звезда Роса Карачиоло, односно Роса Таси, со која е во брак и има 2 сина ден денес, кои сум ги гледал заедно Tarzan X, Shame of Jane и во Bodyguards, секвенца која е естетизирана многу подобро во серијата отколку во самиот филм, каде снимателката се потпира на симулација на месечева светлина отколку на рефлексијата на зраците од базенот во оригиналниот порнофилм. Додека сум кај филмографијата на Роко, за него треба да знаете дека го предводи Батмен филмскиот серијал и има неколку посети во Русија и Америка, токму со тие наслови, Coming in America, каде снима со најголемите порнозвезди од 90-тите и 2000-тите, вклучувајќи сцената со Джена Джеймисон во Sex Dungeon, односно Джена Loves Rocco, или пак повратништвото од пензијата за да сними со Angela White во 2019 во I'm Angela, или пак Alice Loves Роко од 2013 кога пак се враќа од пензија за да снима со Алис на среде ливада. Мене ќе ми биде препознатлив по
филмовите во ноќните клубови и оргиите во кои во нив каде има снимено од серијалот Fashionistas, работи и со Касуми, работи и со Саша Греј, и со Беладона, каде се појавуваат дури и Начо Видал и Мануел Ферера, односно неговите колеги од европската сцена, така што се естетизирани тие снимки на еротски начин во самата серија. Акцентот е ставен на поврзаност на семејството на протераниот актер од родното место, кој озборувачката околина смета дека има нанесено срам на семејството, иако неговиот татко, па и неговата мајка потајно била горди на успехот на синот, зашто сведочи нели присуството на Евиен наградите, каде освојува титула за најдобар европски изведувач, но исто така проблематизиране со односот со неговиот идолизиран брат и пред се неговото криминогено и насилно однесување, кој има мантра дека ако жената е заљубена во мажот, ќе си го продаде телото за да донесе пари дома. Тоа е мантрата на неговиот брат, која и тоа како е фалична. Superpower, The Flash, The Beast, The Dream, The Island, Resurrection of the Bodies, The Cock Comes Last се насловите на епизодите кои лаконски го тематизираа главното действие во нив. Во септември 2022 беше објавено дека е одобрена серијата која почнува да се снима во Рим. Александро Борджи, кој иако на моменти личи на Роко некогаш не, одлично го глуми, истакна дека снимал 50 сексуални сцени за 95 дена, на што му завидува севкупната машка популација во светот. Зифреди имаше прекрасен став за процесот на адаптирање на серијата, од која може да учат сите тие кои за кои се снимаат серии, односно сметајќи дека ова прекрасна приказна е инспирирана од мојот живот, но тоа не е мојот живот, е цитатот кој што го има дадено. Се што ќе видите во Суперсекс потекнува од мене, но потоа писателката вложила многу од себе во серијата, што е на еден начин многу здрав пристап за гледање на процесот на адаптацијата, прифаќајќи ги квалитетите на самото дело со оглед на тоа што тој се разбира дека треба да биде продуцент на истото и се губи објективизацијата кога се става тој во составен дел од екипата и го има некаков удел за тоа како може да се прикаже во кое светло биде прикажан пред се субјект, односно протагонистот кој што треба да го представува него. Како за потврда на квалитетот на серијата, првите 3 епизоди беа премиерно прикажани на овогодишното Берлинале, пред да заврши на стриминг сервисот на Netflix, за кој ви говоре во епизодата на Дансе Макабре посветена на Берлинале во селекцијата на премиера на квалитетни ТВ серии. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение од Норвешка скокаме до Русија, каде што ќе слушнеме неколку композиции од стонрокерите Радио Галактика, кои што имаат исто така влијанија и го издадоа нивното EP издание Нови Армагедон, од кој ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции, како и насловната, ќе слушнеме и Домој, и Без сожаленија, и музика Делија Рингтона, односно самото интро ќе слушнеме на овој албум и ќе преминеме на Drive by Wire, односно станува збор за бенд кој музицира од Холандија, односно од Девентер, станува збор за бенд кој го издаде нивниот албум Time Horizon и од тој албум ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Northern Lights и Slow Rider. Станува збор за бенд кој што е под силно влијание на таа пустинска стони рок сцена, со моќен фаз, со heavy psych провениенција, со психоделични елементи, така што бидете подготвени дека ќе слушнете еден таков прекрасен нарав кој што го имаат, кој е соодветлив и на Black Sky Giant и на Scorched Oak, така што ги слушаме во продолжение Радио Галактика и ги слушаме Drive by Wire и потоа се враќаме да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ТВ серијата Суперсекс. Серијата Суперсекс е предводена од Александро Борджи, односно тој глуми Роко Зифреди. За него, за Роко забравив да ви посочам дека надвор од порнографските
филмови, има учествувано пред се во два артхаус проекти на Кетрин Брейлат, кој е поквалитетен, едниот од нив е Anatomy of Hell, а другиот е Романса, со тоа што се надевам дека и во еднина ќе има некаква можност за соработка со оглед на тоа што тој може да ги понуди сите тие експлицитни потреби кои ги има Кетрин да бидат реализирани во незините филмови од страна на ликовите. Алесандро го знаете како актер од еден од браќата во прекрасниот The Eight Mountains, кој го глуми Роко, односно порноактерот чија супермоќ се крие во неговиот полов орган, кој го запознаваме за време на едно од неговите пензионирања, за во флешбекот да дознаеме за пред се растењето во неговото семејство, зависноста која што ја има и ја проектира кон неговиот идол, односно неговиот брат Томасо, потоа појавувањето на првата симпатија и инволвирањето во порно сцената, најпрем во оргиите во ноќните клубови, каде бил забележан неговиот талент за излудување на партнерките, иако тешко си наоѓал пред се партнерка надвор од камерите. Алесандро, иако подсетува на Роко на моменти, некојаш не, со оглед на тоа што различен период треба да опфати од неговиот живот, особено кога ќе излезе зверот надвор, е поблизок до неговиот израз кој што го имаме по кој што го памтиме. Сол Нани го глуми во младата итерација. Джасмин Тринка, односно не ја знаете од Сент Лорен, од Фортуната и од Story of My Wife. Таја глуми Лусија, симпатијата на Роко од млади години, девојка која подоцна станува сопруга на неговиот брат Томасо, односно девојка која секојаш го привлекувала, но наводно никогаш не бил со неја, иако и сугерираше да не се проституира за неговиот брат, кој има дете со неја, ако воопшто тоа може да се каже дека е негово, трагичен лик, озборуван од родното место како градска куртизана малтене, во што ќе се увери и малиот Роко, па кога ќе заминат во големиот град, ќе стане токму тоа што ја окривувале. Ева цела ја глуми младата нејзина итерација и секако триаголникот за да биде комплетен треба да се појави и Томасо, глумен од Адриано Джианини, од Ададжио Три Флорес го знаеме него, тој е полубратот на Роко, на кого Роко се угледува, често заглавува во матни сделки и во дадена ситуација ликвидира собствени на ресторан за да го наследи, која присилува на продавање на незиното тело Лусија. Пијаница, тепач, несреќен лик кој се чуди зашто го напуштила Лусија и на која на незината свадба дури ќе се појави со пиштол во неговата рака, така прилично деструктивен и агресивен лик кој си пати од собствените демони. Франческо Пелегрино го глуми помладата итерација на Томасо. Да ги напоменеме и Габриеле, односно Енрико Борело го глуми него од The Invisible Thread. Тој е братучеот кој го идолизира Роко и заедно со него оди односно го прави тој судбоносен чекор во порно индустријата без разлика на неговите фамилиарни обврски. Потоа Рикардо Скичини кој го глуми Винченцо Немолато, го знаеме него од Tale of Tales и од La Chimera, еден популарен актер во Италија, кој го глуми продуцентот кој го води Роко во светот на порно индустријата и предупредува дека не треба да спие со актерките вон камерата во една ситуација. Секако не сме тука да се изостави и Моана Пози, која глуми Гаја Месер Клингер, ја знаете не од Дон Матео и Лапорта Сојбуја. Таа е порно дива која што во периодот кога се пробива Роко веќе е синоним за самата индустрија. Малтене дополнително го промовира благодарение на сцените во кои што глуми со него, го дава незиниот печат на одобрување ако повеќе сакате. Силвија, да не ја заборавиме, која што ја глуми Джейд Педри, односно од ТВ серијата Паралелс, таа е првата негова девојка, пијанистка која подоцна оди во секс клубови да запознае што е тоа што го фасцинира Роко кон самите сексуални подвизи и дури и себе си да си ги прошири да го прошири својот сексуален видокруг пред се, затоа и присуствува на овие клубови каде што се издигнува митот за нејзиниот тогашен поранешен дечко, ајде така да го наречеме. Тина која што ја глуми Линда
Кариди, која знаеме од The Ties и Last Night of Amore, таа е девојка со која што оди на пуст остров, самиот Роко, каде ќе има една секвенца од неговиот живот каде ќе мисли дека ќе може да обстои без да биде инволвиран во порно индустријата, меѓутоа нејзината љубомора секако дека ќе биде една пречка и нема да може да биде многу долго настрана од самата индустрија. Нуца Кубулева, таа е млада грузиска актерка, таа ја глуми Роса, односно идната сопруга во која што ќе се залюби самиот Роко на прв поглед. Потоа таткото на Роко, Дженаро, го глуми Пиетро Фајела, него го знаеме од Girl in the Fog и од Rewind, а Кармела беше мајката на Роко, која ја глуми Тијана Кариба, неја знаеме и од ТВ серијата Гомора и од First King, и секако поранешна мисица, односно Линда Харди, која што ја глуми Денис, станува порно актерка која се појавува на среде снимање. Има Роко се појавува дури во еден од рестораните, не смееме тоа да забораваме, така што не е само продуцент на серијата, туку има и една споредна улога во еден кадар се појавува и пред екранот, меѓутоа е во функција на еден посетител на ресторан. Има прекрасни видео од снимањето и разговор на кој го водат Алесандро и Роко за ликот и дури Роко како анализира сцени од серијата, ама секој од нив трае по 20 на минути, е на италијански и мислам дека нема да биде функционално доколку би опуштил во рамките на оваа емисија. Меѓутоа, на страна од идолизираната верзија на која е прикажан во рамките на серијата, се разбира затоа и подписник да биде прикажан во ова светло, условно кажано во индустријата него го ангажирал или се себе именувал како да ги скрши девојките, односно да им направи брейкин, кажува само на нив дека ќе снима, нема прецизирано во договорите што точно ќе работи со нив, со кого ќе снимаат, па откако ќе пристигнат на самиот сет, неговите побарувања стануваат се поголеми и поголеми, понастрани по насилен станува, така што од една страна девојки работат најверојатно млади кои сакаат да се пробијат во сцената, дефинитивно не биле платени доволно за тоа што всушност не било ни прецизирано ни договорено и секоја од нив била разубедена на среде снимање и била прогласена дека ќе биде недоветна за соработка, односно ќе почне да ја бие лош глас доколку таа не ги задоволи неговите потреби, значи ги уценувал на среде снимање, ги разубедувал, од една страна, например, во дадени договори доколку било потпишано дека само треба да се снима фелацио, ги разубедувал на среде снимање дека ќе снима анални сцени со нив, па ги ставал во една незавидна позиција дека треба да се согласа на нешто кое што не биле претходно договорени. Така што има многу матни работи во поглед на работењето на Роко, кој што ден-денес дефинитивно со тие intimacy coordinator не би биле дозволени да си ги практикува на самиот сет, меѓутоа ова се матни 90-ти години и синонимот кој што се воздигнува за неговиот лик и тоа како знае да биде застрашувачки за овие актери кои сакале да станат популарни и знаат дека тоа е одскочна даска во нивната кариера. Ова се изјави кои ви ги напоменувам, кои ги даваат колешките со кои што има работено, кои имав можност да ги погледнам, така што се сведоштва кои што во неколку наврати се поклопуваат и се разбира, ниту еден од нас не бил присутен на тие сцени и тие одбивања, така што ова е негов збор против нивен збор, така што останува на судот само да докаже доколку има воопшто некакви си ингеренции за да бидат поднесени некакви си тужби со оглед на тоа што сепак на еден или друг начин дадена била согласноста, сметајќи дека ќе се унапреди нивниот ишекор во рамките на индустријата и Роко би бил тој кој би ги лансирал. Така што ова е многу матна река во која не би сакале подлабоко да навлегуваме, меѓутоа само ја напоменувам дека е изоставена од серијата, а неколку пати се повторува. Секако, дискутабилно е што е точно, што не е точно, никој не може тоа да го потврди, заради тоа што ова се случувања кои се помеѓу
две личности за затворени врати, така што постојачки се тие обвинувања и тие изјави и останува на вас да си пресудите што е вистина, а што е лага. А во продолжение ги слушаме Versa и Fire Ritual, извинувам. Fire Ritual е стонер дум бенд од Нью Джерси, односно летаме до сад, каде што го издадува првиот нивен албум именуван како Apocalypse, од кој ќе имаме можност да слушаме две композиции, Attrition ќе слушаме, се извинувам, и Sword of Vengeance, а потоа ги слушаме, односно претходно ги слушаме Versa, како што веќе ви напоменав, станува збор за бендот New Haven од Конетика, значи слушаме два американски стонер-рок бенда, тие го издаваат албумот Saltwater Circadian, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Hurricane Song и Shellbacks ја избрав за ова издание на TV103 со прогресивни, со постелементи, значи една комбинаторика помеѓу пост и дум елементите кои се проминентни во овој бенд, така што слушаме овие два бенда и потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои ги има ТВ серијата. Супер секс. Уживајте. За самиот крај на емисијата, секако дека одвојувам простор и време за да направиме на компарација помеѓу спецификациите кои ги поседуваат ТВ сериите, а денес знаете на репертуар дека е Супер секс, која за жал нема најава, има само една впечатлива титулкарта која се појавува со поигрувањето со зборовите секс од незиното име и како е употребено од севкупните букви кои се појавуваат од насловот на епизодата, значи има 7 епизоди и еден сценарист, Франческа Маниери, што значи дека да беше работено сад немаше да го исполни минимумот од 5 сценаристи, меѓутоа има 6 продуценти, така што тој барем минимум го исполнуваат, меѓутоа не е подлежно на овие нови правила кои се наметнаа во поглед на структурирањето на една екипа која работи на ТВ сериите. Режисери се Матео Ровере, потоа Франческо Карозини и Франческа Мазеолони. Има скокови и во време и во место со различни ликови кои глумат и во детство и во возрастни, така што се бара шарено лик се извинувам пристап и има простор за сите да го наметнат својот стил со оглед на тоа што треба да биде високо естетизирана оваа ТВ серија, значи секој работи по 2-3 епизоди, нема еден константен автор кој што работи на сите. Музиката која ќе имате можност да слушнете на крајот на емисијата е работена од Ралф Хилдем Бойтел. Слушаме арии на хор на почетокот на овој скор кој го воспеваат раѓањето на пророкот Роко. Неваре доаѓа светец, има синтвейв како антипод на оркестрацијата, така што има две нишки кои се обработени, оркестрација за сцени со емоционален набој и синтвейв за атмосферични, има и доста трап-битови во клубовите кои што може да забележиме, има и Dark Wave, имаме европско електро, за секој лик има посебна кратка свита од овој скор, така што има две нишки кои се протегаат на самиот скор, врзани за временските координати, едната и другата за емоционалните квалитети кои поседуваат. Меѓутоа на саундтракот може да слушнеме Be My Lover, Voyage Voyage, Fade to Grey, You Spin Me Round, Straight to You, Heart of Glass и Stripped. Се изнадавале пари Netflix, ама ако многу убав музички избор има направено кој го доловува времето во кое се пробива Роко. Погледам сценографијата, значи имаме Рим, Париз, сад, ноќни клубови, вили со базени и трошна куќа во скромното семејство малото градче од каде што потекнува самиот Роко. Во погледам фотографијата, неа ја работи Дарија До Антонио, на која што од помош се разбира дека е Матео Карлесимо. Ова име треба да ви биде познато со оглед на тоа што таа е лауреат на браќа Манаки, која беше во Битола пре неколку години, со Hand of God на Сорентино, кој му прави поубави сцени отколку што треба да бидат неговите филмови, така и тука направи прекрасни кадри во кои се величи трудот на Роко, естетизирајќи ги неговите филмови повеќе отколку што треба еден VHS винтидж порно да изгледа, така што едноставно Дарија знае како да направи една прекрасна визуелна обланда за
стравичните сцени кои ги предизвикува пред се Роко со пробудувањето на неговиот звер, меѓутоа колоритот е безпрекорен во рамките во кои се естетизира и романтизира пред се минатото за раѓањето на легендата за овој актер. Во поглед на монтажата Марчело Саурино, Микеле Галоне, Джузепе Трепичионе и Дживани Вазоси се авторите на монтажата, со скокови низ времето лесно се прати приказната, успоруваат кадри, меѓутоа шијат конзистентна целина која може да се проследи и да се знае точно Роко во кој стадиум на животот се наоѓа. Поглед на мејкап и облека Роко го забележуваме со неговите препознатливи блузичиња и ролки. Томасов во кожни палта се препознатливи изгледи на ликовите и се разбира во порноиндустријата што помалку облека, толку подобро за актерите. Погледа на природно нема, освен вознесот кој го доживува за симпатијата. Поглед на хумор и еротика, хумор има кога ќе му се очијат конците на органот на Роко, а еротика има колку ви душа сака, со оглед на тоа што имате 50 успорени кадри со инструментална музика во кој што е проследена кои се проследени за еротските сласни сцени. Поглед на ефектите има неколку тепачки помодрени лица од населство, што домашно, што улично. Флешбек е севкупноста на ова серија, халуцинаторна е секако супер моќта која што тој ја поседува помеѓу носете. Биопик, односно биографска мелодрама е жанровски, ако треба да ја секвенционираме, односно да ја ставиме во некаков фах, се говори на италијански, француски и англиски во оваа ТВ серија. Во поглед на затоци, мислам дека може од зверството и зависноста од секс да бидат нагазени во серијата и да го видиме разбудениот звер повеќе наврати, како и реакции на девојките кои тоа го доживеале, што е изоставено од оваа перцепција која е прикажана на за тоа Роко како се доживува во оваа серија. Поглед на континуитетот на епизоди задржане, со оглед на тоа што има скок напред и назад во времето, поглед на градењето на ликовите, фокусот е на Роко и многу малку има простор за раст на другите ликови, особено за споредните улоги на девојките со кои што поминува. Во поглед на аналогијата, Роко исто така беше предмет на документарен филм од 2016 година кој што гласеше Роко, работен од Тиери Дамейзер и Албан Теурај, како предмет на сето тоа што Роко го има ставено за себе. Мора да се напоменат и Бодигардс и Фашионистас, како и Сифреди Late Night, односно Heart Academy. Тоа е документарец за порно академијата која што има отворено во Букурешт, на која што денес ја раководи Роко и ги предава неговите познавања и поимања во поглед на индустријата. Слични серии секако дека мора да се напоменат Minx, Sex Life, The Deuce, The Girlfriend Experience, Pam and Tommy, Diary of a Gigolo, El Juego de la Liaves, We Are Who We Are, The New Pope, The Client List, The Lying Life of Adults, The End of Love, Nudes, Summertime, Californication, Sex Education, Masters of Sex, Easy, Dirty Lines, Lies and Deceit, Girls, The Bold Type, The Naked Director, Shameless, Banshee, Sex Lives of College Girls, After Porn Ends и Adult Material, се серии кои на еден или друг начин допираат до овие проблематики, а филмовите како Boogie Nights, The Girl Next Door, Red Rocket, Orgasmo, Zack and Miri Make Porno, Loveless, X, Pleasure, Hot Girls Wanted, Above Cherry, Viva Erotica, Anti-Porno, The People vs. Larry Flint, Relaxing, Sex Tape, The Amateur, 8mm, The Inserts, Finding Bliss, Pornstar, The Story of Ron Jeremy, Hump Day, Hardcore Cam, The Fluffer Mope, Pornographer, Love and Loathing, Lulu and Ayano, Wonderland, потоа The First Nude Musical, Life and Death of Porno Gang да ја напоменеме, Баки Ларсон, Born to be a Star, се само неколку филмови, документарни играни кои допираат до порно индустријата. Поглед на атмосферата мелодраматична, загарантирана е гледливоста и убедливоста, да речеме дека е постигната. Поглед на епилогот, Томазо се појавува со пиштол на свадбата на Лусија, која пушти во наредната средба Роко да се вози на велосипед, да се збогува него, како што ја чува во спомените, а Роко после наградите одлучува да биде со Роса и да почне да работи на двата сина со неа. Поглед на еволуцијата, 8 од 10 има оваа серија, токму поради визуелниот приказ, а за продолжение јас би сакал, Роко е жив, да погледам, меѓутоа
ќе прави уште глупости, верувам, во животот, така што ќе го ослободува зверот уште неколку пати, се навраќам дека ќе излегува од пензија и ќе се враќа во неа и тоа ќе биде во континуитет во поглед на неговиот живот. За крајот на емисијата посочувам дека слушаме композиции на Ралф Хилден Бойтел, кој што ги работи за потребите на ова ТВ серија. Вие го слушавте 141-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај детално ја анализирав првата сезона од серијата Суперсекс. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!